Пописот е една исклучително важна тема и еден исклучително голем проблем за Македонија, бидејќи веќе 12 години нема попис, и затоа сметаме дека јавниот притисок мора да биде постојан, јавниот притисок мора да биде засилен, јавната дебата мора постојано да се одвива се додека ние не видиме политичка волја и датум за одржување на пописот. Свесни сме како организации кои што ја водат оваа кампања дека пописот не може утре да се закаже. Тоа ни е јасно дека потребни се подготовки, особено ако имаме предвид што се случуваше со последниот попис неуспешен во 2011 година, но на што не загрижува и зошто сметаме дека треба да бидеме и понатаму гласни, иако нема секогаш во голем број, очигледно луѓето се пасивизирани, се исплашени, но тоа треба да не мотивира да бидеме уште погласни во барањата, тоа е дека не постои политичка волја. Очигледно е дека пописот го нема на политичката агенда. Јас би рекла дури опозицијата скромно го наметнува, мислам дека треба тоа многу посилно и појако да биде поставено на политичката арена, бидејќи без попис, она што го покажа нашата анализа која што ја направивме и која представува основа и на овие наши активности и на дебатата која што ја водиме во изминатиот месец, покажува дека без попис во Македонија ние не можеме да очекуваме развој во речиси сите области. Се она што се прави во моментов се базира речиси на невалидни или на застарени податоци. Не можете успешни и ефикасни политики да планирате ниту во областа на економијата, ниту во областа на здравството, ниту во областа на ниту во економскиот развој, регионалниот развој, социјалната заштита, ако немате попис, а ние тоа го немаме. Да не зборувам и во оној дел кој што го засега политичкиот систем, ги засега изборите, го засега избирачкиот список. И затоа ние во суштина нема да се задржувам јас многу на анализата, бидејќи таа ќе можете и претпоставам дека поголемиот дел од вас веќе ја посетува посебната интернет страница која што ја имаме и која ќе одржуваме жива, и се надевам дека тоа ќе биде еден континуитет се до моментот кога ќе имаме попис и кога ќе можеме да го мониторираме тој процес на спроведување во Македонија. Покажа и она што не интересираше во анализата беше да видиме зошто пропадна пописот 2011, бидејќи тој пропадна, беше прекинат. Имавме изјава од премиерот сега во март 2014 година дека се случувал, според неговите информации, официјални и неофицијални, се случувал фалсификат и дека требало да се случуваат дури апсења, но ние немаме никаква разврска, ние точно и не знаеме колку пари се потрошени, но на што можевме да го заклучиме од анализата, од интервјуата со луѓето и експертите во различни области, беше дека во суштина пописот е исполитизиран, дека сложената организација потврли, односно немаше јасна законска рамка и сето тоа придонесе потоа на терен да се случува она што се случуваше, дека имаше непочитување на пописната методологија, дека постои взаемна недоверба, односно барем таков печаток се доби меѓу етничките заедници, односно оваа политика не направи заложници на етничките бројки, и ние не можеме од тоа да мрднеме, и затоа сме загрижени и сметаме дека јавниот притисок, да повторам уште еднаш, треба да продолжи. Не би зборувала понатаму затоа што имаме тука луѓе од различни области кои што многу подобро ќе можат и подетално да ја посочат важноста, значењето на пописот и што е она што ние го губиме како држава што немаме спроведено попис.